No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass И drops добро hit да them те for повтор на каналот кај BTC Крипто и денеска ќе направиме едно интересно видео и ќе обработиме темата со пристигнувањето на Трамп во Кина, што всушност се случувало тука и што би имале понатаму и зошто всушност тој се одлучи да дојде токму сега. Како што знаете, сите не беше сам, ќе видиме кој дојде заедно со него и зошто токму сега. И ево го моментот на пристигнувањето. In China, to a lavish welcome, hundreds of kids waving Chinese and American flags as the president prepares to begin his high-stakes summit. Among the president's entourage, top American CEOs. You can see Elon Musk. Како што кажа, голем број на американски CEO дојде со него и ова ќе биде веројатно една добра сделка која што ќе биде склучена со Кина. And that's Jensen Huang, CEO of American AI chipmaker NVIDIA. President Trump posting he'll be asking President Xi to open up China to American businesses. We're going to have a great meeting in China. He's a wonderful guy. Tonight, we spoke with retired Chinese senior colonel So. И ајде да видиме кој всушност на вистина бил присутен кога слета Трамп. Тоа беа, како што можеме да видиме тука, Елон Маск, Тим Кук, BlackRock, Лари Финк, шефот на Боинг, Кели и уште многу звучни имања, пример Citadel Group, Goldman Sachs, Давид Соломон и Blackstone, Степ Шварцман и ред други огромни компании кои што, верувајте, не дошле да дијела тука. И нешто што е аналогно на овој состанок, можеме да видиме тука дека ова е Ричард Никсон со тогашниот претседател на Кина. Оваа средба исто така се одржала во 1972 година, каде што вистинската прва причина е отстранување на долар, американскиот долар од златниот стандард, каде што подоцна американскиот долар не вредеше ништо и потоа настапува договорот за петродолар, каде што Саудитска Арабија, Кувајт, Обединети Арапски Емирати сите ќе продаваат нафта исклучиво во доларот и тоа е причината која што и ден денес ја држи американската економија. Истиот наратив беше и тогаш отварање на Кина, односно Кина да се претвори во производствена база за глобалната економија. И сега, додека Блискиот Исток продава нафта на светот, и тоа исклучиво во американски долари, ќе продава произведени стоки на светот и тоа исклучиво во американскиот долар. Овие два настани ја создаваат моменталната глобална економија во која што се наоѓаме. И доколку преминеме понатаму, ќе можеме да видиме дека всушност најголемата производствена земја било Обединетото кралство, додека подоцна се јавува Америка, која што имаме огромен раст тука на производствените капацитети и потоа веднаш пад, додека пак моментално Кина е на врвот, односно ја надмина одамна САД, и сето ова веројатно намерно е направено, а намерата е да се користи производството за да се извлече богатството од Кина и да се пренесе токму во Соединетите Американски држави. Тоа значи дека сега Кина е една од најмоćните производствени земји и тука можеме да видиме подобро што сушто зборуваме. Кина е на врвот, американците потоа Јапан и германците се на оваа листа тука последни, и намерата тука е Кина да се поврзе со глобалната економија, односно да стане зависна од глобалната економија и со тоа да може да се спаси глобалната економија кога ќе биде под притисок. И една голема последица која што се јавува токму поради оваа причина, тоа е зголемувањето на трговскиот дефицит на Кина.
И зошто е тоа така? Целта тука е Кина да се принуди да купува повеќе американски долари. И ова е систем каде што всушност американците имаат своја корист. И всушност ова беше многу добро за американците, но во 2016 година не му се допаѓаше на Трамп и едноставно рече дека не сака повеќе ова да го прави. И како што знаете, започна трговската војна. Трговската војна започна уште од 2018 година. И она што не одведе до трговската војна беше Светската трговска организација, каде што Кина сакаше да пристапи. И ова е оно што ќе ја направи Кина всушност најголема и најбогата производствена сила во светот. Но за да пристапите секогаш некаде, потребно е исполните некои услови, а Кина требаше да прифати многу услови од оваа организација, од кои што двата најважни беа заштита на интелектуалната сопственост, односно мора да заштитите интелектуалната сопственост на другите нации, а второто е отварање на финансискиот сектор. И целта всушност тука е конвертибилност на американскиот долар во јуанот. И токму ова е тоа што Америка го сакаше од Кина, односно да ги заштити сите американски интелектуални права и да им се дозволи на сите кинези да може да ги конвертираат своите пари во американски долари. И ова, како што можете да забележите, не е толку добро за кинезите. И токму таа интелектуална собственост доведе до подемот на Huawei во Кина, и каде што Кина правеше многу подобри телефони од и поевтини од Apple, каде што им беше битна цената да направат нешто поквалитетно за поевтина цена, додека пак Apple беше само монопол. Токму ваквите причини доведоа до трговската војна помеѓу американците и кинезите, каде што американците воведоа санкции врз Huawei, бидејќи Huawei беше многу конкурентен и многу поквалитетен за разлика од Apple. И она што доведе до трговската војна, владата одби да го отвори финансискиот сектор во 2018 година. И тоа е годината каде што и трговската војна всушност започна, па и трае се до денес. И сега, главната причина зашто Трамп дојде со толку извршни директори и со толку јакви фацки во Кина е веројатно тоа дека Кина се согласила да го отвори својот финансиски пазар и после изгледа дека таа војна ќе заврши тука некаде, но само ќе видиме како ќе изгледа тој крај. И причината за последните 8 години зашто го прават се тоа, тие се напаѓа меѓу себе, американците и кинезите. Постојат два главни механизми каде што Кина ја напаѓаше Америка. Првиот механизам е со ограничувањето на снабдувањето на ретки минерали во Соединените Американски држави. И како што можеме да видиме на сликата, Кина произведува голем дел, односно најголем дел од ретките минерали. И всушност овие минерали не се толку ретки и не се толку скапи. Она што е скапо е екстракцијата, која што всушност е многу скапа и не е толку едноставна. И Кина тука е спремна да плати за тоа, но останатиот дел од светот, како се гледаме, не е. И на некој начин се добива монопол, каде што Кина има монопол на литиум, кобалт и останатите. Првиот начин на кој сака Кина да изврши притисок на Америка е тоа што продава американски обврзници и се повеќе и повеќе се префрла во златото. Гледано од другата страна, од перспективата на американците, Кина има многу потенцијал, а причината за тоа е дека таа има голем капацитет за долг, а тоа значи дека вие сте способни да носите долг. А зошто е тоа така? Затоа што Кина воопшто нема многу долг во однос на останатите земји и Кина воопшто нема инвестирано нешто многу во странство во однос на останатите држави како што се Америка, Јапан, Германија, Обединетото кралството и останатите држави кои што и како имаат инвестирано во странските земји. И ова ќе биде на некој начин охрабрување на кинезите да купуваат некои
работи од странство, тој би помогнало на глобалната економија. Во суштина, доколку погледаме сега, имаме од една страна имаме банките кои што се приватни и приватните лица ги стават своите пари, од друга страна ја имаме владата на САД. Владата на САД тука и владата на САД нема пари, туку таа обложува да позајмува пари и да позајмите пари само од овие банки поединечно е многу тешко и огромен е процесот, па затоа тие имаат ФЕД, нешто што се нарекува Федерална резерва, и ова е всушност тој картел на банките кој што комуницира со владата. И всушност овие федерални резерви ги представуваат сите банки во Америка и имаат своји конекции тука. И како владата може да позајмува пари од ФЕД со тоа што ќе издава обврзници, кои што се нарекуваат американски државни обврзници, што значи дека федералните резерви може да печатат пари за да купат американски државни обврзници и потоа тие пари одат кај американската влада и потоа тие ги плаќаат своите троци. И овој систем е во ред, но американската влада троши премногу пари, како што е за војни, кои што ги финансираат моментално, да одат на месечина и за разни други работи. И затоа денеска Америка има 39 трилиони долг. Главниот проблем тука е каматната стапка која што е околу 5%. И за да ги натерате овие банки да ви дадат пари, мора да им дадете каматна стапка, инаку зошто некој би ви поземе пари. И овој систем, како што гледате, воопшто не е одржлив. И сега како всушност би можеле да го решиме овој проблем? А овој проблем може да се реши само со тоа што ќе ги натерате луѓето, повеќето луѓе да купуваат американски државни обврзници. И како ќе го решите овој проблем? Проблемот може да биде решен со создавање на нов финансиски механизам наречен stablecoins. А најпознатите stablecoins се Tether и Circle. И всушност овие две се поддржани од американските обврзници, што во предов значи Tether и Circle мора да купат државни обврзници за да може да продадат USDT и USDC, односно да продадат stablecoins, а потоа тие stablecoins може да ги продаваат на било кој во светот каде да се наоѓе. И сега, оно што ќе го направи американската влада е ќе го префрли тој долг на кинескиот народ, како и на останатите делови од светот. И сега доаѓа прашањето зошто кинезите би се согласили на ваков договор, а тоа ќе го видиме следно. Првата главна причина е Тајван. И во реалноста на американците Тајван воопшто не им потребен. Од стратегиска гледна точка Тајван ја блокира Кина од Пацификот и веројатно ќе видиме во иднина што се случувало на тие состаноци. Веројатно ова ќе биде завршена сделка. И сега доколку погледнеме на друга слика, ќе видиме колку всушност знаеме дека кинезите се многу зависни од енергија и храна од Јужна Америка. И само погледнете колку многу проекти имаат кои што се градат моментално и овие жолтите се планирани веќе, но овие се во фаза на изградба. А она што Америка сакаше, односно она што Америка го направи е да ја презеде Венецуела, каде што Трамп има изјавено сака да ја направи Венецуела 51 држава. И доколку го земеме во предвид дека имаме и војна на Блискиот Исток, Кина може да добива само енергија од Русија и од западната хемисфера. Всушност на кинезите не е битно дали американците ја контролираат западната хемисфера, битно е да имаме ферцијана и стабилност на пазарите. И како се тоа ќе заврши, ќе видиме во следните неколку месеци што всушност договориле, но верувам дека ова ќе заврши многу брзо
тоа ни го кажуваат и дневните циклуси, тоа ни го кажуваат и глобалниот циклус на пазарот. Така да се надевам дека уживате во овој видео, а ние се гледаме во следното. Поздрав Бет Тичер Крипто и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.